Тагата и непреболот 21 година по масакрот кај Карпалак кај бранителите никогаш нема да исчезне, а се уште присутна е и маката во душата што над 2 децении нема достојно одбележје на местото каде што беа злобно убиени десетината бранители на Македонија. И годинава во местноста Карпалак чествување пред спомен плоча. Бранителите над 20 години бараат соодветен споменик достоен на дадената жртва. Но што личи? Дали ги ова личи некако спомен обележи? Страмота. Пак че речам, јас не ми се видам ни тие од другата страна. Прават споменици од стотици, 200.000 евра. Ние не може да 100 евра едно споменице да направиме едно обележи. Како изгледа дека ние во нашата држава немаме никакви права. Нашите власти, зборувам за македонските, без разлика која партија на власт, исти. Ама потполно исти, нема разлика меѓу едните и другите, кога сме го прашали ние. Државата остана глува за бранителите и во овие 2 децении. Велат веќе остареа, па веќе како да не им треба ништо од системот. Јас сум 66 години, 20 години поминаа. Децата кои ни беа 20 години, 2001 се мажи со деца. Не ни треба сега ни образование, ни вработување, не ни треба ни станоње, не ни треба ништо. Ние сме презадоволни од ова држава што го направи за нас. За сметка на тоа ако се опулиме од другата страна. Она што се случува е... Значи, ние сме омаловажени, понижени, обесчестени. Ние сме тие кои за жал застанаја, за жал да ја бранат Република Македонија и завршивме како последни луѓе во државата. Ние сме класа на народ кај што сме најподценети. Додека бевме на ратиште бевме многу добри. Повреден сум во Радоша. Има луѓе што останаве инвалиди. Пред 3-4 години што ги имавме привилегиите за здравствени ги укинава. На 8 август 2001 година околу 10 часот конвој на Арамо беше подмолно нападнат од заседа. При тоа беше погодено едно транспортно возило на армијата, во кое беа 8 војници, 2 офицери, сите од резервниот состав.